За утре во Лондон ќе се потпише инвестицијскиот циклус од 6 милиарди евра во рамките на стратешкото партнерство со Велика Британија. Потпис ќе стави вице-премиерот Николовски со британскиот министер за трговија. Сандра Спасовска ја следеше пресконференцијата на Николовски. Сандра, кои се најновите детали? Да, Бубе, министерот и вице-премиер Александар Николовски денеска соопшти дека владата на денешната седница, која што се уште е во тек, донела одлука да се прифати договорот влада со Обединетото кралство. Истиот ќе биде потпишан на 22 мај во Лондон. Потписник на договорот ќе биде министерот за транспорт Николовски. Од она што денеска тој го соопшти, уште еднаш повтори дека станува збор за историски договор, за историски момент, кој што, како што рече, ќе го паметиме сите тој 22 мај. Предлагам во продолжение да ја слушнеме неговата изјава во однос на поканата која што ја добиле од владата на Британија и за неговата посета во Лондон. Владата на Обединетото кралство доставува покана до владата на Република Македонија и до мене да се потпише овој договор влада со влада на 22 мај, тоа е овој четврток, и можам да ве информирам дека владата на Македонија само што ме овласти да го потпишам договорот. Сметам дека се работи за историски момент, за датум кој што ќе остане во аналите на македонската историја. Мислам дека 22 мај ќе е датум кој што долго се споменува македонската историја, затоа што се работи за досега најобемен договор кој што Македонија го постигнала со било која држава. Во исто време не е тоа било која држава, туку е втората светска сила, сила со која што имаме одлична соработка во рамки на НАТО алијансата, дел од западната цивилизација. Става на располагање најмногу средства досега видени во историја на државата и за мене најбитен е политичкиот момент, затоа што влегуваме во партнерство со Обединетото кралство, влегуваме во партнерство со клучен западен сојузник, што јасно ја дефинира политиката на владата, но исто така и позицијата на Македонија како прозападно ориентирана држава и како држава која што ги почитува евроатлантските вредности. Условите под кои ќе се користи финансирањето од Британија? Да, Бубе, станува збор за 5 милиарди фунти, односно 6 милиарди евра, кои што ни се ставаат на располагање од страна на Обединетото кралство за финансирање на проекти. Веќе се познати во јавноста проектите кои што ќе се финансираат со овие средства. Станува збор за брзата пруга од Табановце до Гевгелија. Таа, според министерот, ќе чини околу 2 милиарди евра, односно нешто до 2 милиарди евра, а 200 милиони евра ќе бидат потребни за оние останати проекти за клиничките болници во Штип, во Тетово, во Кичево, за студентскиот дом кој што ќе биде во рамки на клиничката болница во Штип и за зградата за факултетот медицински кој што ќе биде таму. Од она што досега е познато, според Николовски, ова ќе биде проектно финансирање. Македонија не мора да значи дека треба да ги искористи сите оние 6 милиарди евра кои што ни се ставаат на располагање. Меѓутоа, каматната стапка колкава ќе биде, како овие средства ние ќе ги враќаме, ќе зависи од она што во четврток ќе биде договорено, односно се извинувам, тогаш треба да биде договорена правната рамка со Обединетото кралство и тој спомена дека овој договор ќе биде ратификуван во собранието, ќе биде целосно транспарентен и нема да има никакви скриени, би рекла, некои нерегуларности или последици од овој договор. Предлагам во продолжение да ја слушнеме и неговата втора изјава. Нема да се работи за фиксно финансирање, туку финансирањето ќе е врзано со проектот. Кај некои проекти рочноста ќе е пократка на враќање, кај некои ќе е подолга. Тоа ќе зависи од кондицијата на македонската економија и буџет, но исто така и од реализацијата на проектите. Тоа е прво што можам да кажам. И второ, се водевме од интересите на државата и во таа насока две работи се сигурни. Прво, дека волку средства колку што ние обезбедуваме, во моментов ни една друга меѓународна финансиска институција не е
во можност воопшто да ги понуди на Македонија, без разлика на колку години би се враќале, која каматна стапка и така натака. Значи не постои втора релевантна меѓународна институција, а да не е од земји кои што не се стратешки партнери на Македонија, значи не зборуваме за руски пари или за кинески пари, зборуваме за западни пари. Не постои втора меѓународна институција која што е во можност да обезбеди наеднаш волку средства за Македонија. Тоа е првото. И второто што сакам да го кажам е дека условите за враќање и каматните стапки ќе бидат подобри од било што Македонија позајмила претходно. Да, слушнавме и од изјавата, уште еднаш беше повторено дека условите ќе бидат најдобри досега. Вице-премиерот Николовски исто така спомена и дека инсистираат средствата да бидат вратени по завршување на проектите кои што треба да се финансираат со овие пари. Исто така очекува дека и е убеден, рече дека проектите ќе завршат или пред време од оно што ќе биде испланирано или ќе завршуваат на време. Договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство го договори премиерот Христијан Мицкоски на неговата средба која што ја имаше со премиерот на Велика Британија во рамки на самитот кој што се одржа минатата недела во Тирана во Албанија. Студио. Сандра, ти благодарам за деталите. Те очекуваме и во вестите во 18 часот како сублимат на сето она што беше кажано на пресконференцијата на вице-премиерот Николовски.